Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 56-тото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добре беше. Добре не дојде. Добро ве најдов, но... Денеска ќе се обидеме со малку пократка епизода, да бидеме малку по-концизни и пократки. Тема на разговор ќе ни биде тврдењето што го изнесе пред ден или два вршителот на должност, односно министерот за внатрешни работи во сега техничката пржинска влада на Република Македонија, Наќе Чулев, во однос на тоа дека реформите кои се водени под покровителство на Рајнхард Прибе не се спроведени. Конкретно, тој тврди дека оптичкиот кабел, кој што треба да оди директно од Министерството за внатрешни работи, односно од ОТА до Министерството за внатрешни работи, значи од новата оперативно-техничка агенција до Министерството за внатрешни работи, впрочем оди со посредство на Агенцијата за национална безбедност. Или АБН, односно старата УБК. Интересно е што ние деновиве, добро, ние секој пат говориме за тие теми, меѓутоа ете јас моја последна колумна беше во однос на службата и на разните афери кои што избиваат од службата. Текстот можете да го најдете на Македонскиот информативен центар. Наслов на текстот е како дојдовме до бомбите на Заев и Катица Јанева. И тука зборувам за разните афери кои што избувна во изминативе 30 години, па и повеќе, во однос на органите на државната безбедност и нивното незаконско работење. И сега да имаше ВМРО-вска власт сега, односно ВМРО-вска влада да беше на власт, верувам дека ова што го изнесе Чулев, дека ќе беше нешто слично на големото уво, на бомбите на Заев, нешто па и повисоко. И мислам дека ќе имаше ни протести на улица. Да. Можеби ќе се палеше сега зградата на владата, не канцелариите на председателот Иванов што ги. Да. Но инаку ние околу ОТА и граѓанскиот совет кој што треба да биде надзорник на ОТА, зборувавме на 30 јануари 2019 година. Тоа е нашата 12-та епизода. Тука имаме една емисија од околу час и половина, која што ги може да кажеме го навестуваме ова што ете сега се случува. Па да одиме со изјавата на министерот Чулев и тука едно 5 минути некаде е неговата изјава и потоа ќе одиме со нашата дискусија. Денешната пресконференција е тематска и на неа ќе обелодениме состојба поврзана со актуелната поставеност на системот за следење на комуникациите, која најпрво е во спротивност со законската регулатива, а потоа е доказ дека реформите кои се водеа под покровителство на Рајнхард Прибе суштински не се реализирани. Почитувани граѓани, фактите и аргументите кои ќе ги истакнам на денешната пресконференција говорат дека под формулацијата успешно имплементирани препораки од Прибе се крие само бледа и свесна манипулација на јавноста и меѓународната заедница од страна на одредени политички моќници кои се или биле на високи позиции во безбедносниот систем на државата. На самиот почеток, дозволете ми да истакнам дека како човек кој е долго во безбедносните структури на нашата држава и актуелен министер за внатрешни работи, изненаден сум од состојбата која е утврдена од страна на стручните служби на МВР. Само момент, тука Чулев вели дека тој е долго време во безбедносни служби, значи тој не е партиски човек. Не, тој е човек кој работи во службата. Добре. Така да не е еднаш стручен. Да. Ги познава работите, значи не е партиски човек земен од
некоја друга... Да, не е како например Доста Димовска што Да, беше во ред. Г.В. Бошковски, Доста Димовска, Во ред. Сашо Мијалков, така. дека се однесува на следењето на електронските комуникации. Имено, од страна на стручните служби при МВР, констатирано е фрапантно кршење на законите, каде што поранешната Управа за безбедност и контрразузнавање, денес Агенција за национална безбедност, се уште ја има задржана посредничката улога во системот за следење на комуникациите, а кој се однесува за кривични истраги кои што се спроведуваат од страна на Министерството за внатрешни работи. Со други зборови, 4 години по првиот извештај на Прибе, состојбата поврзана со поранешната УБК останува во најголем дел непроменета. Итите мерки за да се децентрализира и тргне моќта на оваа институција до ден денес се уште за жал фактички не се спроведени. Агенцијата за национална безбедност се уште е дел од системот за следење на комуникации на начин спротивен на законот. Односно, таа се уште има можност за пристап до сите телефонски разговори кои се предмет на оперативна обработка од страна на Министерството за внатрешни работи. Зашто конкретно се работи? Согласно Законот за следење на комуникациите и Законот за ОТА, односно Оперативно-техничката агенција, ОТА била должна да овозможи директна техничка поврзаност помеѓу неа и надлежната служба за спроведување на наредбите за посебните истражни мерки. Во случајот, соодветната организацијска единица во Министерството за внатрешни работи. Но истото до ден денес не е направено, односно се уште АНБ до ден денешен ја има задржана посредничката улога, што во суштина значи дека се уште постои техничка можност АНБ да има увид во следењето на комуникациите кои се спроведува за потребите на кривичните истраги спроведувани и во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Дотолку повеќе, што и покрај тоа, што кон крајот на 2019 година направена е надградба на еден дел од системот, кој физички е сместен во АНБ, а е наменет за МВР, не била отстранета оваа посредничка улога на агенцијата. Тоа значи дека реформата во делот на следење на комуникациите суштински не е спроведена. Иако согласно извештајот и насоките на Прибе, уште во 2015 година јасно е укажано дека од аспект на техничка опременост УБК го имала монополот над користењето на опремата за следење на комуникациите во разузнавањето и во кривичните истраги, односно имала можност да го спроведува и наблюдува следењето на комуникациите во своје име и во име на правосудната полиција, при што можела индиректно да ја поткопа независноста на водачот на истрагата, односно обвинителот. Значи, УБК, односно тоа е поранешната ДБК, поранешната СДБ, поранешната УДБА, ОЗНА и така натаму. Значи, се уште е во позиција таа да управува со Министерството за внатрешни работи. Во ред. И сега да ги слушнеме уште само и неговите прашања до до надлежните кои што треба да реагираат. За надминување на оваа состојба, во самата препорака од Прибе од 2015 година препорачано е овластувањата на УБК да се намалат, односно да и се одземе посредничката улога со цел да нема мешање во независност на другите надлежни органи кога се работи за следење на комуникациите. Во таа насока донесен е и првиот закон за следење на комуникации од 2018 година и е формирана оперативно-техничката агенција со цел да биде елиминирана секоја можност за злоупотреба на системот за следење на комуникациите. Исто така, согласно постоечкиот закон, покрај соодветната собраниска комисија, Народниот правобранител, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци, беше предвиден и формиран
Совет за граѓански надзор, кој има за задача да ја гарантира законитоста на постапките насочени кон следење на комуникациите. Јавно ги прашува одговорните лица од наведените тела, задолжени за надзор и контрола на следењето на комуникациите, дали до сега ја констатирале оваа состојба и дали преземале соодветни мерки насочени на комплетно спроведување на законот. Симптоматично во целата оваа работа е што Министерството за внатрешни работи во изминатиот период не презело никакви активности за наминување на оваа состојба, која уште еднаш потенцирам дека е спротивна на законот. И во таа насока, јавно го прашувам поранешниот министер за внатрешни работи, а сега председател на владата Оливер Спасовски, кој истовремено и го предводеше процесот за реформи на безбедносниот систем согласно препораките на Прибе. Зошто не ги имплементирал законските одредби насочени кон реформи на процесот на следење на комуникациите? Зошто и покрај препораките на Прибе, но и одредбите од новиот закон за следење на комуникациите, не презел активности за отстранување на посредничката улога на АНБ во процесот на следење на комуникациите за кривичните истраги за кои што е надлежност и се од делокруг на Министерството за внатрешни работи. Дали Оливер Спасовски знаел за оваа состојба и свесно не презел активности за нејзино отстранување и надминување? Дополнително, јавно го прашувам директорот на ОТА, зошто во пракса не ги применил членовите 2 и 3 од Законот за оперативно-техничката агенција, со кој се наложува обврска за овозможување на директна техничка поврзаност помеѓу ОТА и работните станици на Министерството за внатрешни работи. Дали директорот на Агенцијата за национална безбедност свесно се ставил над законот со тоа што дозволил ваквата состојба, која била главна забелешка во извештајот на Прибе, односно ЕУ, да биде пресудна до ден денес. Почитувани граѓани, очигледно е дека начинот на кој што е формирана и екипирана Агенцијата за национална безбедност и неотстранувањето на посредничката улога на АНБ во следењето на комуникациите говори дека реформите на безбедносниот систем се само замајување на јавност, а не реални реформи согласно суштинските барања на ЕУ, кои беа предуслов за започнување на преговорите со Унијата, како и барањата на граѓаните за демократски и транспарентни безбедносни институции. Во однос на сето она што денес го образложив, го повикувам надлежното јавно обвинителство да го истражи овој сериозен случај и под допрен глас да утврди евентуална одговорност за неспроведување на законот и да утврди која е одговорноста на доскарашното раководство на Министерството за внатрешни работи и на актуелните раководства на АНБ и ОТА во целата оваа ситуација. Јавноста има право и треба да знае кој стои позади фактот дека Агенцијата за национална безбедност се уште го држи монополот во системот на следење на комуникации и дали тоа сценарио е креирано и спроведувано од одредени политички структури кои беа задолжени и тврдеа дека процесот на безбедносни реформи е успешно спроведен. Во насока на админување на констатираната состојба, Јас мислам во секој случај дека ова е еден голем потек и за поздравување потегот на Чулев. Да. Што колку што јас знам, ова е прв пат министер за внатрешни работи да излезе со едни вакви информации и едноставно да се обрати до надлежните тела, особено до јавното обвинителство и да побара отворање на истрага и на започнување на кривична пријава. За мене, јас напишав во мој коментар, Да. кога го слушав, прв пат кога го слушав пресот на Чулев, дека ова е прв и вистински удар зададен на УДБА, македонското име за заробената држава. Да. Мене, зашто сакав да ја направиме оваа емисија? Ми изненади, иако за мене беше очекуван, молкот на сите медиуми.
Да, имаме само реакција од страна на АНБ. Тоа е сега да го зборам Да. во секоја држава. Министерот за полиција да излезеше и да понудеше ваква изјава. Во ист момент, јавното мителство требаше да прати веќе екипа која ќе е во АНБ и ќе направи истрага. Тоа е првиот дел кој требаше. Веќе 36 часа поминаа Да, од нема оваа ништо. пресконференција. Она што за мене е многу пострашно. Јас не очекував дека и не очекувам дека обвинителство ќе преземе било каков чекор после ова изјава на ќе отвори таа службена белешка, ќе направи записник дека подопрен глас, така и така, но тој ќе стои во фиока. И крај. И сега каде е според мене поголемиот проблем? Молкот на медиумите. Знаеме дека невладиниот сектор, наводниот невладин сектор е под контрола на СДС. И од него нема, јас не очекувам дека ќе реагира на ова изјава. И дека ќе бара било каква истрага или ќе покрена тие иницијатива преку тоа граѓанско Совет. Не, Совет, сега ќе ти кажа точно како се вика. Член Совет за граѓански надзор на ОТА. Да. Од нив ќе побараат, но јас кога се избра Советот, кога го видов составот на Советот, беше јасно дека затоа бев сигурен дека нема да има никакви промени. Ќе остане се по старо. Маргарита Цаца Николовска, Ице Илиевски, Гордан Каланџиев, Филип Стојановски. Сите овие луѓе, посебно Маргарита Цаца Николовска, Гордан Каланџиев и Филип Стојановски, никогаш не рекле збор за неуставните прислушкувања кога беа отворени досијата. Никогаш не побарале да се спроведе било каква истрага, да се утврди кршењето на човековите права од времето кога се отворени досијата. Значи, за период кој има докази. Тие Советот за граѓански надзор молчи после ова изјава на Накја Чулев. Место да излезе со изјава. Да, ние ќе бараме уште утре или денеска ќе поднесеме барање да одиме да правиме контрола во ОТА. Нема молк. Ниеден медиум, она што е најстрашно, бидејќи наводно нели имаме како да кажеме проопозицијски медиуми или анти-СДС медиуми, како ги викаат во Македонија. Медиуми кои се против СДС. Сакаш да кажеш провомаровски. Па ајде да кажеме провомаровски. Како овие што се да кажеме лидер, економски лидер. Економски лидер, Алфа телевизија, Курир, Република, Инфомакс, Вечер. да, Латас, така, го заборавивме најголемиот бомаровец. Или Сител не е веќе. Кој знае Сител, мислам дека не, тие не се више, тие се само со власта. Тие се секој со власта. Никој не побара да има ТВ дебата, да има ТВ дуел. Ова кандидатката за председател Како таа, што ќе бара таа кога ако се отвори ова приказна, ќе се види нејната улога во Венецијанска комисија. И тука е проблемот. Тотално ќе со молкот се задушува ова што го потоа што го направи Чулев. Да. Па И сега да довршам. Демантов кој го даде АНБ. Никој
не рече збор за демантот. А демантот е поголемо признание дека Чулев има право, нема. Чулев јасно говори. Никаде не говори дека АНБ прислушкува. Ништо, тој никаде не, дека ги користи, не говори дека користи. Да. Тој само потенцира дека она што е најбитно, значи АНБ ја има задржано посредничката улога. Значи има можност да прислушкува, да ги престаши сите кои одат од ОТА, кон сите институции, не само кон МВР, кон Царина, кон УЈП. Значи сите може да ги има. Значи исто да го направи она што го направи 2000 која беше таму 12-13 со бомбите на Заев. Да. Повторно да се изнесат, повторно да се јават свиркачи како Лазаревски и повторно да се изнесат разговори кои што им одговараат нив за нивни цели. Да ги сечат лепа да направат како што направија со бомбите. И тука е проблемот. Зато го поставија тие Виктор Димовски за директор на АНБ. Нивни човек. Човек со педигре во службата. Да. Демантот, еве конкретно да го прочитаме што вели. Значи, демантот вели немаме опрема за прислушкување. Не располагаме, се вели во демантот, со опрема за следење на комуникации, ниту со медиациски уреди за активирање на следењето на комуникацијските мрежи во мрежите на операторите. Се вели во демантот на Агенцијата за национална безбедност, на изјавата на техничкиот министер за внатрешни работи. Наќи Чулев за работењето на АНБ. Тврдењата на Чулев се во целост ги отфрламе како невистините и тенденциозни. А зашто Меѓутоа подолу во самиот демант се вели вака, исто така агенцијата нема техничка можност самостојно и независно да активира и врши следење на комуникации во мрежите на телекомуникацијските оператори без посредство на оперативно-техничката агенција. Согласно член 2 став 1 од Законот за оперативно-техничката агенција, оваа агенција е самостоен државен орган кој овозможува техничка поврзаност помеѓу операторите и органите овластени за следење на комуникациите. Чулев вели дека кабелот оди преку АНБ. Тоа е проблемот. Значи, никаде не говори. Не вика дека имаат опрема за прислушкување, не вика дека имаат дека тие контролираат со прислушкување. Тоа многу јасно се држи дека не е постапено според закон. Да. Меѓутоа, логично е ако има кабел кој што оди преку нив, дека тие многу лесно можат да влечат што сакаат. Зошто има кабел да оди преку нив? Да. Ако законот предвидува тоа воопшто не се демантира. Тука е проблемот. Да. Се демантира нешто што Чулев не го ни кажал. Да. И сега, во однос на медиумите и нивниот молк, односно нивното загушување на оваа афера. Карактеристични беа прашањата кои што Џабир Дерала во име на Цивил медија ги беше доставил по писмен пат до Чулев, значи уште пред почетокот на пресконференцијата. Прашањата беа Боже сачуве, дали Мицковски носел ракавици во теретана? Значи, сосема некаква тривијална работа која што особено во однос на ова што е проблемот. Што беше тема што беше на пресконференцијата. Чекај сега, ти Цивил медија си борец за човекови права. Ти беше оној што ги водеше протестите за бомбите на Заев. 5 години или 3 години се водеше револуција. Има уште една пострашна работа. Заев, целата неспособност на владата, веќе чувствува тие опасност од Чулев. Се обидува да ја префрли врз Чулев. И најголем виновник за се што се случува, се шири заразата, е Чулев. За ковид.
за COVID. Иако Чулев, прв пат јас, кога се случи инцидентот во Синџелич, веќе не ја познав хиерархијата на работа, како е позиционирана хиерархија во МВР, мислев дека Чулев ја носи најголемата одговорност, затоа што немаше таму соодветна реакција. Приведените веднаш ги ослободија, отиде делоначалникот на Синџелич и ги ослободи. И тогаш реагирав дека Чулев треба да поднесе оставка. Чулев после неколку дена даде официјално соопштение дека за сите ангажирања за таквите случаи е задолжителна униформираната полиција, БЈБ. Таму е директор човекот на Заев, човекот кој кога беа случувањето на 27-ми, оној со пиштолот кој се обиде што го бранеше Заев, што извлачи, што упери пиштол на оние што влегува на протестантите. Сега никој не споменува дека тоа се негови обврски. Што не споменува денеска во негова изјава дека тој до комисијата за таму која се грижи за спроведување на мерките неколку пати вербално и писмено укажувал дека БЈБ не ги исполнува задачите, дека директорот на БЈБ е тој кој го попречува полицијата да санкционира и да ги исполни обврските кои ги има, кои ги бара комисијата за спроведување на мерките за заштита. И сега пак да се вратам на она што за мене е најбитно. Медиумите. Чулев, гледам, се користи со неговиот профил, за да соопштува многу битни работи. Па, еве сега ти зборуваш за едноставно саботажа од внатре од МВР на министерот. Да. Една причина зошто се одлучив да одиме со ваквиот подолг инсерт од неговата пресконференција е затоа што кога вчера го барав видеово на YouTube, го немаше. Нема. Последните видеа се од пред месец, 2, 3. Ова е од Facebook. Ова е од Facebook. Не сакал никој да го качи на YouTube. Да. И самата партија го игнорира. Го обструира Чулев. Ова требаше партијата од ова да направи, да не можам да разберам, но она што јас го напишав во еден текст, дека гарнитурата која спремаше Јаначковиќ, таа е сега голем дел е во врвот на ВМРО. Да. Ќе видиме што ќе излезе од сево ова. Меѓутоа, во овој момент мора да признаеме дека она што го направи Чулев е херојски чин. Тука нема збор. Значи, тој е сега очигледно еден осамен човек, кои што се обидуваат од секоја страна да го саботираат и сите проблеми во државата моментално да му ги стават на негова глава. Ова што се подготвуваше полициски час за време на Бајрам и тоа беше местенка повторно тој да мора да се пушти или полицијата да мора да реагира или пак тој да остане како човек кој што затоа го обвинуваат сега. Кој што не работи ништо и им дозволува на албанците работа што сакаат. Значи, во секој случај човекот го местат од сите страни. Сликава која што ја дава пресконференцијава е многу, кажува многу, оно што викаат една слика 1000 зборови. Кога гледаме тука сам, ВМРО, ДПМН кога прави нивни пресконференции ги има оние големи ТВ екрани и друго. Ова е Министерство за внатрешни работи. Меѓутоа, толку аматерски е направена таа презентацијата со слайдовите, едва и се гледа што е поентата. Обично на вакви конференции има луѓе позади него. Треба што Министерство да има уште некој. Да. Едноставно сам излага
во една многу непријатна ситуација и сега е момент кога треба партијата да застане зад него, едноставно се остава тој самиот Тависи. Она што ми е поента на видеото, и тука ќе завршиме. Оние кои ќе го гледат видеото, нека го шират. Нека или само нека земат видеото од настапот на Чулев. Нека говорат за ова, дека сепак нека разберат луѓето дека има по некој уште човек кој размислува за иднината на Македонија. Да му помогнеме колку можеме. Сега, со тоа што ќе ја кажуваме вистината, што сака човекот да направи, што се обиде да прави. Тој сега, јас реков дека обвинителство нема шанса да поднесе било што. Значи, ова ќе остане тест, и ако победи ВМРО да помане на изборите, што ќе стори после изборите. Тука ќе ни биде јасно дали ВМРО да помане е спремно да ја растори удба и да растори заробената држава, или ова пресконференција ќе заборави и ВМРО хоќе да е на власт. Да помане уствари. Зашто? Толку да ве поздравиме. Да, ви благодариме за вниманието, како што веќе рече Јордан, ви молиме ширете го видеово, дали нашето видео, дали видеото на Чулев, се едно е, на форумот Котле, како што можете да видите, има отворено тема по ова прашање. Сите идни вести кои што ќе дојдат на оваа тема ќе бидат тука, поставени тука, некои наши мислења, меѓутоа сега се почесто даваме се помалку мислења тука на форумот, едноставно темите кои ги градиме се една хронологија на настаните, така што ете можете и тука да доаѓате и таа тема да ја ширите и почесто да се повраќате за да видите што друго се случува. Друго нема што да ви кажеме. Едноставно, повторно ќе ве замолиме да се зачленувате на нашиот YouTube канал, да ги ширите видеата, да ги лајкувате и содржината, на крај содржината која што ќе ја научите од видеата, да ја пренесувате и применувате во вашите животи. Ви благодариме за вниманието и до следниот пат. До гледање. До гледање.